И можам да кажам и од лично искуство, често ми се случува луѓе кои што имаат сериозно негативна перцепција кон граѓанското општество да кажат: "Ама добро, вие сте добри", затоа што сепак се бавите со луѓе со кои што онака никој не сака да се бави. Ма тоа е истата она реторика која ќе ви кажат граѓанското општество треба да биде составено од хуманитарни организации. Така што не е веројатно мислам дека не е толку едноставно, изборуваме за некакви комплексни општествени перцепции. Јас би почнала малку поглобално. Имам чувство дека многу сме заглавени во нашиот контекст и некако од Македонија не успеваме или тешко успеваме затоа што па толку работи ни се случуваат тука, па не држат окупирани. На глобално ниво веќе некое време многу гласно се зборува за тој феномен на shrinking space, за стеснување на просторот, за действување на граѓанските организации. И веќе неколку години причините воглавно се исцрпуваат во преголем фокус на војната против тероризмот, но и стравот на владите од политички промени, односно од моќта и потенцијалот што граѓаните го имаат. Пред некое време го читав еден прекрасен и обемен извештај на шведската фондација Квина тил Квина, токму за стеснување на просторот. Извештајот е направен врз база на интервјуа на жени активистки од 32 земји. И она што тие заклучуваат е дека ова не е минлив тренд. Ова е некаква си општествена норма која што е реалност на нашето време и повикуваат на итна акција. Во исто време и Цивикус на Светската алијанса за граѓанско учество по последниот извештај вели дека 44% од светската популација живее во земји кои што се затворени општества или во кои што државите се репресивни кон граѓанското општество. И повторни во овој извештај, клучни причини за овој развој се стравот од владите заради политички реформи или промени, недовербата кон странски фондови или оние етикети странски платеници и конзервативните идеологии кои што секогаш без исклучок се врзани со религиски фундаментализам и национализам. И јас не го делам оптимизмот на Џабир, иако убаво вака да се чуе. Мислам дека Македонија има проблем со растечки национализам, а тоа го покажуваат сите последни истражувања кои што ги консултирам во последно време, а правени овдека. И она што е многу страшно е што младите се предвесници и предводници на овој тип на вредности или реторики. Сега, она што е интересно е дека Македонија па често е исклучок од светски трендови, така што добро е кога сме исклучок од негативните трендови. Во таа смисла сите ќе се согласиме дека веројатно го поминавме нашиот мрачен период и сега се наоѓаме пред тој предизвик како да креираме некаква овозможувачка средина за развој на граѓанското општество, кои се оние оптимални критериуми кои што се потребни за граѓанското општество да се ефективно да действува, да функционира и да се развива. Од легислатива, закони до финансиска одржливост на граѓански организации, соработка на владата и невладините. Имавме навистина, знаеме сите, една деценија заробена држава и во таа смисла дури 2017 е баш така некако како со нож поделена. Во првата половина беа спомнати инспекции и мешање на државата во работата на граѓанските организации, но по новата влада да речеме дека веројатно повеќето ќе се согласите дека на некој начин институциите на системот и државата полека ги отворија вратите, почнаа да покажуваат интерес за она што граѓанското општество има да го каже од една страна, но и да покажуваат исто некаква волја за соработка. Во таа смисла може да се споменат тука повеќе, да речем, работи кои што се смениле, ама верувам дека дел од тие се зборувани, ги зборувавме и на претходниот панел и вчера, од зголемувањето на денови за поднесување коментари во 1 од 10 на 20, па државата ги превзема harm reduction програмите по заменувањето на глобалниот фонд. Советот се формираше за соработка владана во
и покрај некои мали проблеми, мислам дека на крај беше поздравен од сите граѓански организации и заради транспарентноста на процесот и онака како се одвива, бидејќи сум внатре, знам дека навистина редовни состаноци се прават, се заживува тој совет. Така што можеме да кажеме дека дел од овие работи се исполнети или се во фаза на исполнување овие оптимални услови, или се во фаза на исполнување и да речеме дека сме на добар пат. Но, она што и Џабир малку го начна и што станува предизвик за сите нас, како граѓанското општество, особено граѓанските организации, можат да действуваат во контекст на општество кое што е резултат на деценијски проект на уназадување. И во таа смисла, спомна и ти, оценките се едно, кои што го даваат граѓаните, но исто така има, пример, 50% од граѓаните сметаат се уште дека премногу демократија не е баш добро. Граѓаните не оценуваат нас... Да. Еднакво со полицијата, тоа не е, за мене не е неочекувано, ама е нешто што на пристина би требало да не вознемири, а армијата е на највисоко ниво. Оние во кои што најмногу имаат доверба, над 50% луѓето имаат во Господ или во Аллах. А со следното, тоа е на прво место, следното е со 9-10% останатите институции. Во таа смисла... Религијата е... Да. И ова е некое прашање со кое што ние веројатно ќе треба да се позанимаваме како граѓанско општество, секако во соработка и со институциите на системот. И се можем да споделиме на вака најпластично да го објаснам овој расчекор кој што во моментов се случува, како и повеќето организации тука и организацијата од каде што доаѓам јас, Коалиција Маргини, го искористи целиот период и подпиша меморандуми за соработка со сите релевантни институции со кои што сакавме да соработуваме. Една од нив е Министерството за образование и наука. И одлично, се договоривме. Ние веќе неколку години работиме на темата булинг и насилство во училишта. Имаме експертиза, во училиштата имаме проблем кој што се пикал под тепих со децении наназад, можеме да помогнеме. Министерството беше среќно, излезе во пресвет и рече токму такви всушност и партнерства ни требаат. Пред неколку месеци дојде до нас случај на хомофобичен булинг во едно средно училиште во Скопје. Случајот е многу комплексен, дури надминува и само булинг. Тоа е видеоматеријал снимено едно момче со друго момче, како се бакнуваат. Тоа е ширено по социјални мрежи, ширено по телефони, се уште се шири, заради тоа детето кое што учи во тоа средно училиште, после неколку дена било претепано од други ученици во школата. Ние се јавуваме за да бидеме поддршка на училиштето. Им кажуваме, пишуваме мејлови, звониме на телефони, дека се што сакаме да помогнеме, да развиеме кај нив капацитети, но и кај жртвата, и кај овие кои што се насилници, за проблем на насилство во училиште, прва инстанца во која што треба да се решава според нас е училиштето. Подоцна доаѓаат полиции, судови, адвокати, оти кога ќе почнат, извинете вака, родителите да се мерат кој е посилен, тогаш работата излегува од контрола и не се прави никакво суштинско решавање. Директорот и менаџментот на училиштето едноставно не одговара. Џабе вие имате било каков меморандум со една институција кој што кога државните училишта или оние кои што се фактички кои што го прават системот на тоа министерство или таа институција не сака да соработуваат. Тие не сакаат од повеќе причини. Една од причините, секако беше спомната тука, е лошиот имидж на граѓанското општество, на граѓанските организации, кој што јас сметам дека не е само изграден врз база на негативната кампања која што се водеше. Верувам, има огромен удел таа негативна кампања. Ама, имаме и друга страна на паричката, а тоа е дека негативниот имидж на граѓанските организации затоа што ние носиме промени, ние носиме ставови и идеи кои што се спротивни на оние на мнозинството. Во едно конзервативно општество како што е Македонија, вие не можете да уживате добар имидж кога зборувате нешто што мнозинството не сака да го чуе. Па во таа смисла би финализирала со две поенти. Едната е насочена малце интроспекцијски да ние се погледнеме меѓу себе, а другата кон властите.
Првата поента ми е дека затвореното општество, меѓу другото, е и родов феномен. Сега ќе кажете зошто. Постојат повеќе работи или некакви, како кажав, некакви критериуми, предуслови за развој на граѓанското општество. Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации истакна дека постојат 5 такви предуслови, веројатно сите ги знаете. Тоа се воглавно сличи на оние кои што ги зборевме, значи легислатива која кореспондира со меѓународни стандарди, учество, пристап до информации, финансиска одржливост и политичка средина која што возможува работа на граѓанско општество. И еве да речеме дека ние сме земја која што горе-доле ги има отприлика, ги исполнува овие предуслови. Она што е предизвик за нас како дел од граѓанското општество е да сфатиме дека во едно општество, особено во едно конзервативно општество, одредени индивидуалци или групи, а во исто време и организации кои ги застапуваат овие индивидуалци и групи, па и теми, немаат еднаков пристап или не можат да ги искористат еднакво овие предуслови за да го развиваат својот активизам или својата борба. Често кога зборуваме вака генерално граѓанско општество, граѓански организации и слично, јас имам тенденција, бидејќи доаѓам и од таа дисциплина, така сум образувана и воспитувана, да ги преиспитувам овие универзални синтагми, па во таа смисла граѓанското општество не е унифицирана целина, ниту е некое стабилно единство. Ние разногласието во рамки на граѓанското општество и така како го поттикнуваме, ама многу често забораваме дека еднаквост и еднаквите можности не се, ниту биле, ниту во догледно време ќе бидат доминантни принципи. Во таа смисла, една деценија заробена држава не научи нас една многу важна лекција, а тоа е дека градењето алијанси, сојузништва и коалиции се клучна алатка за носење на општествени промени. И она што сакам да го кажам денес, а е наменато за нас, е да се сеќаваме кога заедно бевме партнери, секако дека она што клучно не врзуваше беше заедничкиот непријател, ама и солидарноста. Сега кога немаме заеднички непријател, односно го имаме, ама е многу повеќе системски отколку јасно кристализиран во, не знам, еден премиер, една влада, една политичка партија, тогаш е потешко. За нас мислам дека сега следува тој предизвик да видиме колку ќе бидеме солидарни во убавите времиња. Кажав, носиме идеи, носиме вредности кои што општеството не сака да ги прифати и тука мора заедно да ги буткаме ако треба и ако не може преку главна врата, барем преку прозори. И втората поента е да станеме свесни за одредени невидливи форми на политичка маргинализација. Ние имавме спомна и Џабир, се сеќавате и сите ЛГБТ активисти, не само тука, исто така секаде во светот често се жртва на напади, феминистки често се жртва на насилство, вознемирување и напади, но кога државата, напади кои што доаѓаат од народот, што би рекол Владко Ѓорчев, од тивкото мнозинство, односно од недржавни актери, но кога државата тоа го премолчува, односно не го санкционира ова кривично дело, таа го легитимира и го храбрува. Да речеме дека се надеваме со новата влада дека тоа ќе биде надминато, иако чекаме уште разрешница на нападите на ЛГБТ активистите и на центарот во Чаршија. Сепак не може да очекувате силно граѓанско општество кога еден дел од тоа општество е уплашен и себе си се само маргинализира политички. Или се автоцензурира. Тој проблем го имате во медиумите, тој проблем го имаме и во граѓанското општество.